овие курејбериве што почнавте пак да ги активирате, да ми ги праќате, овие ботови, како ги викате на Facebook, што ми коментираат под секоја видеоролна, дудлач, ова, она, вамо, тамо, ефтов, мефтов, како да ви кажам, грешка у чекори ви се бе, СДС. Ја такви закани имам поминато порано, што у времето Груевски кога го критикував, особено у времето вас кога ве критикував ако бевте на власт, кога добивав преку познати луѓе порачиња од типот усмени порачиња, преку нивни пријатели, пријател на пријател мој, или пријател на пријателка моја. Пораки од типот, види, кажи му на другарти, вака и вака ми беше кажано, у багажник сакаа да го стрпаа, да го прошетаат, тандара мандара. И да не зборам ред други закани како сум примал, ова зборам у времето, овие социјалдемокративе која беа на власт последниот пут. Така да, тоа што ми ги пуштате курајбириве да сират на коментари, кои што гледате, ја не ги бришам, ги оставам. Од време на време ќе им одговорам нешто мој стил, нешто цицај го, бричи го вама. Знаете, јас каков репертуар имам колку да се испразнам, онака да се извадам, да го избркам ѓаволот, да се извадам негативна енергија. Не знаете што вие тука имате два проблема. Прво, а нешто кој ќе ми пишат од типот на чекаш функција сега, лижеш за функција. Прво да ви кажам, ја да лижав за функција кај ВМРО и да бара функција, веројатно веќе до сега ќе ја добиев, уште нели кога дојда на власт па првиот месец, 2-3. Проблемот беше курајбер едни социјалдемократски предавнички. Проблемот беше што ја не ни побарав, мислам, воопште не ни отидов да барам од било кого нешто. Прва работа. Втора работа, да вработев некого близок, од кога дојде ВМРО на власт, вие до се тоа 5 пати кои ќе го ископавте. И ќе речевте, еве, тој Сашо Тасевски што ги брани ВМРО, еве, му е запослена, не знам, поима немам, блиска особа, роднина, брат, сестра, тантара, пантара и така натаму и така натаму. До сега 5 пати ќе ископавте. Дека некого сум вработил онака, она партиски гледа. Значи, таа информација вашите шпиончиња не може да ископаат, затоа што нема таква работа. Трета работа. Го поддржувам ВМРО, го поддржувам и од тоа не се срамам да ви кажам. Зошто? Затоа што доволно срам искркав вие кога бевте на власт. Доволно ме изеде вашата срамота, тоа е срамот што вие го нанесовте на себе и на сите нас останати. Не знам која ова работа поред што следи. Што е набројувам. Трета е, да кажам. Трета. Вие сте таква секта невидена, што вие собствените членови, повеќе годишни, долгогодишни, кои што душата вие имаат оставено у партија, кои што дома фамилии запоставувале за вас да ви угодат у партија на вашите барања, задачи, лидери, не знам, било кој од вашите повисоки ешелони. Све живо занемарувале и на крај сте ги шутирале од партија. Не сте им дале ни црното под ноктите, не сте им го дале. Затоа што вие функционирате како секта од 15, 20 до 50 души што сте у врвот од цела Македонија. И тука си го правите вие натигодено. Све друго за вас се робови кои што треба да работат и да одработуваат за вашите бели дворови. Просто кажано еве, за кој не разбере, за да разбере. Какви говедасте и каква секта сте. Удбашка. Од времето. Вашите родители, дедовци, ако биле заедно тие структури, и вие како внуци од мали ве учеле да си бидете заедно и да се држите заедно. Тоа е за вас кој не ве знаел за да ве научи. А оние па, што не биле ваши членови, мислам за тие да не правим ич муабет, каков може да ви биде третманот. Значи, вие грам почит немате кон никого, грам респект немате кон никого, освен кон самите себе и тоа што самите треба за себе да си го направите за да ви биде подобро на гзот. Затоа ви се осипа партијата. Затоа луѓето си одат. Затоа и во најтешките денови за ВМРО имаше ВМРО-вци, свртеа грб
и така натаму, но генерално останаа заедно и бева мајката на изборите. Небитно тоа. Трета работа, ова е четврта работа. Јас сум застанал против вас најмногу заради 2-3 работи. А тоа не е оно што вие го тврдевте, затоа што мене некој ме сменил од театрот кога ме назначивте на директор, иако не бев ваш член никогаш во животот. Па затоа и ме тргнавте дека не бев у тие ваши фракции и структури, нели така? Добре, тоа го реду. Него. Што сакав да кажам? Значи, работата е што сега, тоест, тоа не беше причината јас да... Причината беше многу добро да кажем. Вашиот однос, вашата политика кон соседите, кон сопственото, кон државата, кон граѓаните. Вие дозволивте македонците, ги изложивте на смртна опасност, сликовито кажано. Смртна опасност. Пред идентитетски геноцид го доведовте. Без око да ви трепне. За вас тоа беше окей, за вас тоа беше многу државнички. До ден денеска вашата трагедија е тоа ваша политика што ја прикажувате како државничка. Немек тогаш Македонија била најблиску до сите евроинтеграции. Кур мој била се види сега колку е најблиску. Кога следа нови уцени од бугарите така натаму. Тоа беше следната причина. Што немавте грам срам пред она што предавството што го правевте пред својот народ. Вашата ароганција невидена. Вашето чувство на непобедливост. Дека никој повеќе никогаш нема да ве смени. Знаете колку сакам такви да ебам, да прцам, што мисла дека се непобедливи. Особено ако ме донесат до ситуација во сопствената држава во која што сум роден, да се осеќам како последна дупка у кавалчето. Да се осеќам небезбедно, несигурно, да се осеќам цело време под атак, цело време под закана. Што на говеда домашни, што на говеда странски, што прават се само за да те замолчат, ги користат сите средства само да те замолчат, од разни агентури, што се пуштени на тебе за да те натераат да заќутиш, да не јадеш многу гомна. И вие сето така го гледавте мирно. Сега да ви кажам, јас си дозволувам и сега и денес да ги критикувам ВМРО. За многу нешто сум ги критикувал овие месеци од кога дојда на власт. И сега кога бев за одредени изјави на нивни функционери дека се неотесани, дека така не треба да се излегува во јавност, дека побудуваат револт кај народот, дека сепак овој народ не е баш таква сликата дека е богат и дека му се прелева, дека не смееш такви изјави да даваш. Дека не е точно таа кога кажа глумците имале најголеми плати, тоа не е точно. Дека не знам што, дека односот кон културата не е сменен тоа дека со години. Дека мора да се одредат приоритети. Дека кој ќе се знае кој пие, кој плаќа, оваа држава ќе тргне на подобро. Дека мора да се стави крај на оние трипер комбинации што ни ги држат јајцата у менгеме, како што е тој договор предавнички што вие го потпишавте со Бугарија и оној договор во Нивици, кога го сменивте името. Дека тоа мора да се направи, дека македонците чекаат една таква одлука, дека доста ни е преку глава да ги трпиме уцените ултиматумите на Бугарија и на цела Европска Унија. Сум зборувал за цените, дека се страшно високи на прехранбените продукти, дека оваа земја, власт која што се грижи за народот, мора да направи секој да може да јаде што сака и да се облече каде сака, основната работа. Другото не ме интересира, знам некој ќе возат Бугати, некој Бентли, некој Порше, некој ќе вози скапано Југо од не знам која година. Тоа се правилата у капитализмот, ама секој да може да јаде што сака, да не оскудева за храна, да не се доведе у ситуација цело лето да не пробат цреши, затоа што се не знам црешите 10 евра кило, што никогаш не било. Или не знам што лубеници, или не знам што има, луѓе оскудеваат, како да ви кажам, ја го кажам отворено, јавно. Значи критикувам
Но ги поддржувам затоа што знам дека има таму луѓе кои што и тоа како им е се уште битно, се уште им е многу важно, одржавава да направат пристојно место за живење. Тоа е една работа. И втора работа. Многу значеше за мене кога видов, не зборам сега за овие највисоко што се УВМР најгоре, мада не можам да кажам лош збор за нив. Од моите, кажам ака приватно што сум ги знаел, што ќе седнам, што ќе се видам, што вама со таму. Иако нели со некој па има тие со некој не се ни познаваме, да кажеме, со премиерот никогаш лично се немам запознаен. Ако више сакате да знаете. Но со некој што ги знам тие малце повисоки, малце подоли, малце овој, малце он. Почитувањето. Значи, кога ќе ме видели у времето кога биле опозиција и после кога дојде на власт, знае да те застане, да ти рече фала ти. Направи многу, не ми вика направи многу за прашањата кои што беа горливи, кои што ни значеа, вика направи многу за Македонија, искачаше, збореше, го бранеше македонството и така натаму. И тоа ти го каже со солзи у очи, гледаш дека му е битно. За разлика од вас, кои што бевте све контра од тоа. Кои што кога ќе седевте негде, кога ќе бевте на власт, кога ќе поминев, ни на кафе не ме викавте на маса да седнам. Здраво, кај си шобре, супер, хај. Основно почитување немате кон све останато што не е у вашата секта, тој најтесниот круг. И у тој поглед не сте исти со ВМРО, никад не сте биле исти. Ја да ви кажам. Пошто од страна сум гледал секогаш. И вас, и овие, и вас. Така што сум сватил колку им е важно она што мене ми било важно кога вие сте ги правеле вашите предавнички глупости. Као вие у наводници кажано ВМРО-вциве. И тие најдоле што се членовите и овие погоре се осеќале измамени, повредени, како и секој една што се осеќаше. И знаат тоа да го почитуваат. У очите им го гледаш. Така што истите тие кои порано ме плукале, ме онаделе, зборам од ВМРО у времето на Груевски, кога сум го плукал, кога сум го критикувал, лош збор е плукал, кога сум го критикувал, кога повеќето од вас као пички се плаша да кажат збор, пошто нели Мијалков беше бок и батина, ќути да не те чуе Мијалков. Ѓоа на времето за Тито што се збореше, Тито курго болеше кој збори за него, тој таков авторитет имаше да него занимаше тама некој што мисли тама. Тоа беа овие апаратчици околу него што беа други. Тито него занимаше тоа. Кој кажал нешто против него. Ама во времето на Мијалков беше така. Витекнуе царот е гол, која кажав делови од мојата монодрама Секс, дроги и рок-н-рол, дека пред влада на протестот на хонорарците, тоа не беше шарена револуција, ќе повторам. Витекнуе како ми пишувате, леле свака, човече како не ти е страв, па Мијалков, па луѓево на Мијалков, па леле, па ти, дај човече, дај негде да те скриеме. Ало, ко пички се криевте, чутевте. И сега вие наоѓате да ми праќате мене куребериве да ми се закануваат. Само уште поише ме, како да ви кажам, ме мотивирате. Некои работи никад нема да ги научите, за жал. Никад. Тоа ви кажам, за разлика од вас, овие порано и некои што со најпогрдни зборови ме плукал од ВМРО-вциве што се нели. И денесот и ВМРО, ни секогаш останал ВМРО. ВМРО не ти преаѓа у СДС никад. Кој е ВМРО? Никад. А обратно се случувало од СДС да идат у ВМРО. Ама ова обратно никад. ВМРО да ти премине у СДС, боље земи пиштол преке земи ќе суте, па не у СДС да отиде. Вие сега порано времето на Гурио кога ги критикував, кога ги најинтересни ми се ќе дојде. И сега ја го познам, знам дека и ми дофрлал, може и ке ти ебеме матер сега и ова и она и не знам и по Фейсбук и вака и так. И го гледаш, јас седам негде доаѓа вака со главата доле. Вака само со очите двај ме погледнае. Господине Тасовски, јас да ви се извинам. Јас 100 пати не можам да си простам тогаш како сум. Гледаш почиту негови очи, гледаш кања, викам у реду човек, ајде не се бај, викам, знаеш.
У таа смисла џабе ми праќате курајбери, ја овие луѓе. И ако некогаш сум ги изневерил, никад више нема да ги изневерам. Никад. Пошто видов колку им е важно тоа што у право време, да кажеме, сум станал некако како некој глас на јавноста, сум застанал пред нив, сум застанал да го артикулирам нивниот глас, пошто сум бил во таква позиција да го артикулирам. Можел на моето место и некој друг да биде. Ама ете, јас сум се поводил. За тие луѓе што така те почитуваат, најмалце што можеш да направиш да им бидеш лојален, тоест никогаш повеќе со ништо да не ги повредиш, да не ги изневериш. Лекција што вие нема никогаш да научите. Никогаш.